Добро вечер, уште еднаш во топ тема на ваша страна. Случајот со 13-годишното девојче, штитеничка на дома 25 мај, која абортирало и било силувано многу пати, ја шокираше јавноста. Овој случај откри суровата реалност и сите аномалии на системот за социјална заштита. Одговорите ги бараме од Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, како и од невладините организации Љати Фешикова од Амбрела, Елена Димушевска од Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство и Драги Змијанац од детската амбасада Меѓаши. Добре дојдовте во емисијава. Овој случај на вистина ја бранува јавноста и отвори многу прашања и дилеми. Но пред да ја почнеме дебатата, мојот колега Александар Манасиев ги има сите реакции на институциите, но и од невладината Европски центар за правата на ромите, која го обелодени случајот. Да ги видиме најпрво реакциите. Наместо да бидат заштитени, 3 деца од домот 25 мај станале жртва на сексуална експлоатација и трговија со луѓе. Едно од девојчињата, кој има само 13 години, останало бремено, а деновиве абортирало. Барало помош и пријавувало дека е силувано, но никој не им верувал. Грозоморниот случај го обелодени Европскиот центар за права на ромите, откаде ги тужат македонските институции за системска негрижа и за дискриминација. Всушност, таа била подлежна на сексуално измачување и дека била одземена од страна на домот од страна на постаро лице, кое што таа не го знае, претходно не го видела, и кој што со неговиот автомобил ја презел до друг град, во неговиот дом, каде што ја сексуално ја злоупотребувал, исто така била принудена на принудна работа. Дилемата е дали некој потврлил во системот на грижа за овие деца, бидејќи девојчето ги пријавувало сексуалните злоупотреби. Девојката исто така ни кажа дека во домот веќе ги информирала нејзините воспитувачки, дека истите тие и нејзиниот старател, поради тоа што таа има назначено старател од страна на Центарот за социјална работа, тие рекле дека не е ништо и дека ќе помина. Одговор од страна на старателот добивме дека се во ред со девојката, дека нема никаков проблем. Од Министерството за труд и социјална политика веќе формирале комисија која ќе испитува дали имало институционални пропусти. Ако се утврди грешка во работата на социјалниот работник, Министерството ќе покрене дисциплинска постапка и прекршошна пријава. Министерството тврди дека сексуалните злоупотреби се случувале надвор од домот, а отсуството на девојката секогаш било пријавувано во полицијата. Се обидовме неколку пати да стапиме во контакт со директорот на 25 мај, но нашите обиди беа залудни. Постојат сериозни индиции за нејзина сексуална експлоатација во периодите кога ја напуштала установата, односно дека е жртва на трговија со луѓе. За ова е информирано и Министерството за внатрешни работи, за нивно натамошно постапување. МВР потврди дека малолетничката досега била 9 пати пријавувана за исчезната од домот. Ја пронаоѓале во различни градови, каде тврдела дека имала сексуални односи со постари лица. Во ноември лани во Велес била пронајдена во безсознание. Полицијата потврдува дека за неколку случаи е поднесена и кривична пријава за полов напад врз дете. Инаку, според информациите, девојчето било одземено од родителите поради питачење и поради тоа што другите деца од истото семејство починале од дрога. Таа била сместена во 5 згрижувачки семејства, но не успеала да се прилагоди, пошто била сместена во домот 25 мај. Кога институциите добиле сознание дека девојчето е жртва на трговија со луѓе, таа била сместена во шелтер центар, но си заминала оттаму. За невладината Цивил свое сведочење даде и родителот на девојчето. Оние треба као социјални работник што ги грижат девојчето, да ми ја враќаат девојчето, да ми ја носат у Чичино село сакам. И да не биде више овие работи вака. Онако стои пак таму Ранка Милановна, пак ќе остане времено. Од Европскиот центар за права на ромите сметаат дека овие деца не смееле да бидат одземени од родителите. Сите девојчиња имаат живи родители, значи овие не се девојчиња без родители. Кога родителите оделе да бараат право на посета на своите ќерки, тогаш дознавале, од домот им било кажано дека не знаат каде се девојчињата. Значи токму на тој начин ние имаме дознаено дека всушност овие девојчиња се исчезнати, поради тоа што во полиција не постоел официјален извештај од страна на домот дека девојчињата се исчезнати подолго време. И сега што се случувало надвор од домот, ние веруваме на тоа што самите девојчиња го кажуваат. И тие се премногу травматизирани и некои детали не може да ги опишат на начин на кој што ги чувствуваат. Девојчињата токму тоа го имаат кажано дека биле сексуално злоупотребувани. Едната девојка била злоупотребувана во друг град, каде што била превезена со автомобил, другите две девојчиња биле злоупотребувани под Стара железничка во Скопје.
Со тоа што еве едната девојка разбравме дека останала и бремена. И вчера беше извршен абортус со во одобрение на нејзиниот старател кој што е назначен од Центарот за социјална работа. Значи нејзиниот родител воопшто не бил информиран за тоа и ниту не му било дозволено да ја види собствената ќерка веднаш по абортусот. Случајот предизвика лавина реакции меѓу кои од институции како УНИЦЕФ и Хелсиншкиот комитет, од каде побараа да се изврши надзор над установата 25 мај. Од Хелсиншки велат дека во случајот треба да има кривичен прогон на сите инволвирани, и тоа за кривично дело трговија со дете. Да, тоа беше случајот. Господјо Царовска, вие реагиравте денеска со еден брифинг за медиумите, од кој дознаме дека формирате комисија и ќе го истражувате случајот. Меѓутоа се посочува на луѓето од домот 25 мај, каде што било згрижено ова девојче и многу добро се знаело каков е проблемот. Меѓутоа, како можела работава да ескалира дотаму да забремени 13 годишно девојче? За да може да се справи целиот систем државе, не само социјалниот систем, со еден ваков случај кој што има различни социјални проблеми наталожено во едно семејство или кај едно дете, треба сите институции да изреагираат навремено, постепено, одговорно, за да може така да го надминеме она кое што го гледаме во моментов. Центарот за социјална работа, Министерство за труд и социјална политика преку Центарот за социјална работа постапувал согласно протоколите и постапките кои што му се утврдени со закон и правилници. И тоа е дека секое напуштање на институцијата на девојчето е пријавувана во полиција, тоа е помалиот дел каде што полицијата прави одредена постапка или потерница се вика тоа, за враќање назад, откако девојката се враќа назад, се навраќам на наодите кои што ги даваат од Европскиот ромски центар, е направен детален запис за тоа кои се сведочењата на девојчето. Од тука е известена полицијата. Полицијата со денешното нивно официјално соопштение постапила и го информирала основното јавно обвинителство и да, сите сме согласни дека ако оние наводи кои што девојчето ги кажува, а Министерство за труд и социјална политика ги упатува до МВР, МВР ги упатува до ОЈО, се докажат како фактички, тогаш навистина треба да имаме кривична одговорност. И тоа ќе видите на крајот не се случува. Туку имаме повторување на делот. Веројатно за мене најскандалозно или најстрашните работи ги открива токму соопштението на Министерството за внатрешни работи, каде што полицијата точно знае 9 пати било пријавувано дека девојчето избегало било во 2017, од 2016, од 2000, значи ова дете на 10 години е силувано. И може би и порано, одземена од родителите кога имала 6 години. Полицијата точно знае и кој го вршел во 2017, кој го силувал тоа девојче. И се што правеле, дури и потоа, дури се знаат и сторителите. Велам дека она кој зошто ништо не направиле, зошто не алармирале од самиот дом каде што детето било згрижувано, се враќало и повторно бегало. Кој е тој кој што алармира, ако велите не алармираше домот? Кој е тој што алармира во МВР? Кој е тој што алармира после тоа во ОЈО? Значи, важно е сега тука да не ги искривуваме работите. Точно, јас сум за тоа дека ние треба да посочиме каде е пропустот во системот, затоа што ова е само аларм. Ова не е непозната работа. Ова е сега работа со која што ние дебатираме за нејза, но не само дебатираме, веќе работиме 8 месеци во Министерството на ово прашање. Затоа работиме на трансформација на големите институции, посветено затоа што во големи институции кои што имаат колективно живење, не може да се добие она најтопла средина каде што се работи еден на еден, за да може да се соочиме со социјалните ризици. Институцијата пријавува, во детали ги има записниците кои што се испратени до Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи ги испратило и затоа издава соопштение до основно јавно обвинителство. Без основното јавно обвинителство да покрене постапка е невозможно. Покрената достига до денеска ве гледате тука во сторителите, против ниту еден од овие луѓе кои го силувале девојченцето. Толкуму
тука затајува системот. Затоа велам за одговор на насилство врз деца, девојчиња, жени и оние сите кои што се во даден социјален ризик во даден момент од нивниот живот е невозможно да се справи никој ако системот не работи континуирано и посветено на проблемите. И затоа велам, ако ОЈО покренело постапка, веројатно ќе утврдело одредени елементи и девојчето ќе се извлечело порано. Но што направил МТСП и неговиот старател, во моментот кога гледаме дека ОЈО не постапува, не превзема ништо, го активира националниот механизам за трговија со луѓе и ја сместува во шелтер центар, за да се извлече од институција која што е колективно живење, каде што има помалку контрола, тие се отворени. Но кога е тоа сторено? Тоа е еднашка пред 3 месеци така? И еднашка сега. Така да не е откако е алармот. Била однесена да Не, тоа е сега. Тоа е Во сега. моментов се наоѓа Во шелтер, но Во и претходно еднашка. Значи ќе видите и во нашето известување дека пред 3 месеци беше во шелтер центарот и е известено ОЈО за индиции кои што се наоѓаат дека е можна жртва на трговија со луѓе и немаме никакво постапување. Да, вие тврдите дека жртва на трговија Не тврдиме, не може да тврдиме, ние само велиме индиции. До тука е нивото на Министерство за труд. Дали не има сме истрага истражен орган. воопшто во Кој покренува полиција истрага? за Истрагата ја почнува трговијата МВР. со луѓе? МВР и тргнува кон известување кон основно јавно видителство. Затоа што тоа треба да покрене постапка. Мора да ги знаеме и да ги посочиме институциите. Кој што прави, кога прави, за да одговориме на одредено насилство, сексуална злоупотреба или сексуална експлоатација. Ќе видите во дадени наводи дека станува збор за сексуален напад, вели. Не, ние велиме дали е сексуален напад или сексуална експлоатација, треба дополнително да се разгледа, затоа што сметаме дека станува збор за сексуална Овде сигурно експлоатација. се и двете работи, мислам Да, но за важно е важно е да се зборува за веќе тоа. формулациите Битни се, затоа што ако станува збор за организиран криминал, ако станува збор за Тоа е други дополнително. елементи кои што треба да се земат во предвид и основно јавно обвинителство со сериозност да постапи не само кон овој случај, кон сите случаи кои што се пријавуваат од центрите за социјална работа, независно дали станува збор за вулнерабилно девојче или за друг тип на жена, девојка и така натаму. повелете затоа што дали зборуваме се за овие она што- одговори доволни и мислите дека Од една страна, делумно се, затоа што министерката зборува за одговорноста која што требала да превземе МВР и ЈО, за да јавното обвинителство за да постапат соодветно и да го третираат случајот со земајќи во предвид сериозноста и дека се работи за малолетно лице и дека се случува сексуално насилство, односно полов напад, без разлика како ќе го формулираме повторно и кој е сторителот. Но јас би се, поради тоа што министерката за труд и социјална политика е тука, јас би се обратила до неа во однос на тоа што е вашата надлежност, а тоа е третманот кој што треба да го добие жртвата на било каква форма на насилство, во случај зборуваме за дете жртва на сексуално насилство. Каков третман она добила? Така е. Во моментов единствено таков третман може да се обезбеди на психијатриска клиника Скопје. И тоа сите ни е познато, затоа што не постојат специјализирани сервиси. Единствен специјализиран сервис кој што е надвор од здравствениот систем е прв семеен центар, кој што е раководен од граѓанска организација и вие тоа самите го знаете. И таму има психотерапевти кои што работат. Но сметајки на сериозноста, девојчето, со него работат лица кои што се од психијатриска клиника, но во шелтерот за трговија со луѓе, шелтерот за трговија со луѓе е присутна Ластрада, која што со години има искуство на работа со жртви на трговија со луѓе. Истото тоа сега го прошируваме и сметаме дека е потребно и психијатар од клиника да работи. Зошто? За да едноставно го зачуваме психолошкото здравје или да го да се грижиме за да зачуваме веќе како што кажавте и вие се работи за девојче кое што во најмала рака 3 години е сексуално злоставувано и напаѓано на разноразни начини од разноразни сторители, претходно веќе живеело и израснало во клучните години од својот живот, живеело и израснало во тие конфликтно дисфункционални семејства, односи и околности. Не зборувам само за сега, откако нели се случи од вчера каде што е сместена, него претходно дали она била подложена на било каков третман. Тоа е одговорноста на нејзиниот старател, дали била пратена кај психијатар, кај терапевт да работи на она што и се случувало, дали додека воопшто првично била згрижана пошто колку што разбрав јас сега нели од сите информации кои што се споделија и на социјалните медиуми и од вашите соопштенија се работи за девојче кое што има изгубено 2
сиблинзи, братчиња, сестричиња, не сум точно што се, заради негрижа на родителите, тоа исто така еден преголем стрес за девојче од 5, 6, 7 годишна возраст. Дали со неја е работено на било каков начин, затоа што ние сме свесни дека сега ова што ќе се постапува и сега ќе почне да се работи со неја, но само знак прашање е дали ќе се постигне некаков успех, затоа што таа веќе за своите 13 години има поминато толку колку што никој од нас нема поминато. Не да нема и дај може и да не поминуваме, него сакам да кажам сега ако можеби ако институцијата постапила соодветно, тука е одговорноста и на директорот на институцијата на 25 мај, на низиниот старател од Центарот за социјална работа, како по првата индиција не мора да имаме кривично дело. По првиот сомнеж дека може би била жртва на сексуално насилство, таа веќе одма требало да биде препратена и на психолог, и на терапевт, и да ги посетува во редовни интервали, за да и се открие што вистински се случувало, секако да се санира тоа што Така е. Значи, дали ќе побарате одговорност, од, мислам дека е тоа прашањето, од луѓето кои раководат со институцијата? Да, апсолутно. Затоа е формирана комисија. Комисија не е формирана за технички да ми покаже дека да, случајот е затворен од наша страна, апсолутно. Значи, одговорност ќе има, но тоа сега мислам дека не е тема на дебатата. Таа во понеделник, откако комисијата ќе ги заклучи, ќе ги даде препораките, јас ќе постапам согласно сите индиции и сигурна сум, затоа што овде веќе нема можност да некој се иземе од одговорност. И не зборуваме за тоа дека системот нема одговорност денеска, па сега ќе се обвинуваме кој е крив, кој е прав. Сакам убаво на оваа дебата да ги исцртаме патеките, затоа што ние ратификувавме една тешка конвенција за Република Македонија. А така Истанбулската конвенција е голем чекор и тоа значи дека сите институции не смеат да се иземат од одговорност, вклучувајќи го и социјалниот систем. Така да тоа е друго прашање што ние ќе постапуваме кон вработените и кон директорот и за тоа ќе се имате официјално известување. Но прашањето е дали таа била подложена на психолошки психотерапевски третман. Вие самите знаете дека специјализирани сервиси за овој тип на советување не постојат во Република Македонија, кои што се платени од страна на државата. И затоа зборувам за еден уништен систем за социјална заштита кој што не работел на создавање услуги, едноставно се зборува само за покачување 5% и 10% на социјална парична помош, без да зборуваме за другите социјални ризици во нашата држава. Затоа, она што е главна реформа на Министерството, откако сме седнати до денес го работиме тоа, е нов закон за социјална заштита, не само заради закон, туку треба да предвиди постапки и методологии за утврдување на минимум цена за ваков тип на услуги, создавање на кадар за ваков тип на услуги. Македонија има недостаток на кадар. Не само што нема Токму тоа сакав да го спомена, мене ми падна во очи навистина една реченица од тој извештај кога девојчето кажувало во детали што и се случувало, дури во еден момент и денеска на брифингот било споменато, бидејќи доброволно стапувала во сексуални односи дете. Доброволно. Значи во Македонија навистина треба и кај тие што работат со тие деца многу да се работи или да се заменат со други. Не сме да се зборува дека има каква и да е вина за тоа што се случува кај 13 годишното девојче. Значи девојчето нема никаква вина и тоа Македонија треба да престане да зборува дека е возможно затоа што некој е силуван, тој самиот да биде виновен. Нема можност за консензуален пристап кон сексуален напад. Госпоѓо Шиковска, да, се споменуваат ланци на трговија со деца за сексуална злоупотреба. Оваа невладина тврди дека таму има уште 2 сестрички кои исто така биле згрижени во домот, злоупотребувани. Што се случува? Какви се вашите информации? Постои некој ланец на трговија со деца, меѓутоа она што јас сакам да кажам и покрај овој немил настан, добро е што конечно се отвори Пандорината кутија, јас ја викам, во однос на 25 мај, Ранка и другите установи што се. Зошто? Затоа што ова не е единствен случај. Ова е случај сега каде што широката јавност дознава што се случува. Ние имаме и случаеви кои и претходно биле злоупотребувани, но ете, јавноста не дознава. Она што е важно е навистина кои се причините, да речеме, кога децата се згрижени во одредена установа и после тоа се наоѓаат надвор од таа установа, во бегство. И тоа неколку пати се случува. После тоа, да речеме, Центарот за социјална заштита, меѓуопштинскиот центар за социјална заштита, пријавува
во Министерство за внатрешни работи издава потерница. И да речеме во овој случај сега за ова малолетно лице 2 месеци се чекаше за да се најде. И она можеби нема да се најдеше ако сама не се вратила. А последиците ги знаеме. Значи ние имаме и многу други случаи. Добро, кој ги бара тие деца? Кој им помага? Или ако се вратат? Обично кај нас. Добро, ако не, остануваат на улица. Тоа е тоа што фактички системот треба да реагира и треба навистина се превземаат одредени мерки и активности, затоа што навистина се работи за деца, малолетни, кои на секаков начин се злоупотребувани. Бидејќи кај нас во нашата организација доаѓаат родителите и бараат правна подршка и помош. И ние исто со таквите деца имаме правено интервју. Навистина страшни се приказните. А во меѓувреме одредени институции, надлежни институции страшни се приказните за тоа што им се случува внатре во домот или надвор кога се надвор и кога се злоупотребувани. А она што треба дефинитивно е потребно да се направат одредени реформи каде што мора превентивно да се делува. Ние секогаш чекаме нештата да се случат, па потоа да сме загрижени и дај да видиме да превземеме нешто. Мора превентивно да се делува. Змејанец Медјаш и работи многу со деца. Какво е вашето искуство со децата од овие два дома? Се размислам како да се поставам во оваа емисија, посебно што ја знам Мила како наш поранешен волонтер. Излегува од граѓански сектор, ама не ќе можам да се воздржам, а да не кажам дека и не треба да се воздржам. Не планирам да. Сакам да кажам дека 25 мај мене ми наликува на регрутен центар за малолетничка проституција и трговија со деца и тоа трае со години. И она е моето лично разочарување во однос на министерката Мила, затоа што многу добро знае каква е оваа институција, а бидејќи знам дека многу ги сака децата и ја забележа за нова година дека цело време е со нив, сметав дека превентивни мерки ќе треба да превземе на време да не се случи оваа поразителна бројка која не згрозува и ќе помине после ова згрозување, а нема системско разрешување. Она што мислам дека недостасува е кривична одговорност. Јавниот обвинител не треба да чека некој да му дојави или да му достави барање за да покрене постапка. Тој треба да реагира автоматски и ни треба малку поактивен јавен обвинител. А народниот правобранител кој денеска излезе со информација и соопштение, мислам дека треба малце да ги превземе по-структурирано работите во свој раце и да не дава само укор и да евидентира состојбата и да алармира, туку во одредени случаи и тој треба да превземе кривично гонење кон сторителите. Кои се вашите информации за да велите домот е регрутен центар за малолетни? Прво има таму еден дефект кај што се споени Ранка Милановиќ и 25 мај. Затоа ќе мора министерката Мила да каже зошто доаѓа до спојување на деца со воспитно социјални проблеми и деца со проблематично однесување, кои исто така многу лесно се регрутираат во криминални банди. Второ, оно што мислам дека е многу важно, ако може едно по едно, идеме едно по едно. Мора да се степенува одговорност. Јас не би амнестирал ни министерката, ни Министерството за труд и социјална политика. Па би почнал од центарот, директорот за социјални работи, па директорот за 25 мај, затоа што нема амнестија со изговор дека децата имаат право на слободно движење. Посебно што има индиции дека и самите вработени учествувале во организираниот криминал. Да, тоа го тврди и невладината организација во однос на ова. А потоа и самата министерка. Ако не успее да ги разреши сите овие ситуации, од лични поводи може да се даде и лична оставка како министерка, затоа што не успеала да го стави системот во функција во најдобар интерес на децата, да се заштити нивниот дигнитет и интегритет. Оно што уште малце само да докажам, се извинувам. Состојбата со 25 мај, значи во континуитет се случува ова. Јас се сеќавам на прилози уште времето на Ајден кога одеа со деца изјави кои дава, баш имав пригода денеска се потсетам од Сашка Цветановска, каде што Цветковска, се извинувам, едно девојче точно даваше со сенка нормално замаглен лик како децата ги подведуваат, ги терат да питачат, да се проституираат, ги носат на разни места и ги враќаат вработени во домовите. Да. Значи тука има многу работа и ја охрабрам ако министерката реши да го разреши ова, тогаш да ја
оваа трета ситуација на лична одговорност и оставка да и дадеме уште шанса за да се ги среди работите, затоа што навистина ова е рекрутен центар за детска проституција и трговија со деца. И се додека нема одговорност, ова ќе се повторува и затоа и се повторува. Толку од мене како аманет до министерката. Дали е така, господин Благодарам. Таровска, и спремни ли сте на оставка? Да, апсолутно. Ако не се надминат проблемите во социјална заштита, јас не барам никаква амнестија од ништо. Јас сум седната на ова столче само за да ги надминам оние проблеми со кои што со години се соочуваме. Јас во 25 мај сум работела на мои 20 години, 3 месеци, и господинот Драги Змијанов со добро го знае, и јас навистина посветено работам на трансформација на големите институции. Токму затоа јас дадов пред 4 месеци, далеку пред да се случи ова заложбата, дека до 2020 година Македонија не смее да си дозволи повеќе да има деца во институции. Од прв момент до денеска. Тоа не е нешто што може да се случи од денес за утре. Значи во понеделник имаме одговор за тоа кој е одговорен и кој ќе ја понесе сега одговорноста. Но не станува збор за проблем од вчера и завчера. Станува збор за проблем кој што е многу години. И овие институции како таква форма никогаш не може да се преструктурираат за да станат соодветен одговор за ризиците кои што се покомплициране секој ден и секој ден. Но малите групни домови се иднината. Токму затоа што јас ќе ги споделам и бројките, ние имаме околу 40 деца во Ранка и 25 мај и толку вработени во двата дома. Со тоа што тоа е мала бројка, но трансформацијскиот план и подготовката околу тие институции е поголема од самата бројка на децата. Токму затоа, првите излегувања на деца од институции се предвидени за мај и јуни 2018 година. И тоа одговорност име дека ќе се случи како такво. Она кое што е спој на 25 мај Ранка, не знам на што мислите. Како правен субјект, да, тие се споени, но физички не се споени. Вие имате погрешна информација. 25 мај е на една локација, Ранка е на друга локација, еден управител е, но вработените се одвоени, децата се одвоени. Значи никакво физичко спојување. Еве Лјатифа исто така има присуство во една од институциите, може да потврди дека едни се децата со судска мерка, кои што ни се во Ранка, и други се децата кои што се во 25 мај. Но и двете институции со години немаат капацитет да се справат со системот, кој што значи грижа на децата посветено, извлекување од ризикот, напротив, тоа е еден ланец, ќе видите дека влегување 25 мај, Ранка Милановиќ. И 25 мај во 25 мај во истата состојба очајна, но инвестиција во институција која што во догледно време се трансформира е непотребна. Во моментов е потребно извлекување на децата од институција и тоа е планот на кој што детално и темелно работиме, затоа што вие знаете дека што и да направите со колективно живење е невозможно да се справите со социјален ризик кој што тие деца го имаат. Македонија има ратификувано, има ратификувано многу конвенции, меѓу кои и Конвенција за права на дете и факултативен протокол за заштита на деца од најлоши форми на сексуална злоупотреба. Она што мора да го разбереме, кога отсуствува родителската одговорност, значи ова дете е одземено. Од родителите бидејќи не биле способни. Веројатно министерството проценило дека родителите не биле кадрни да водат грижа за ова дете. И сега замислите вие, државата ја превземе старателската улога и дозволува државата да тоа дете биде силувано. Не еднаш, 8 пати и никој да не превземе во тој временски период од 2011 до 2018, тоа се знаело, никаква одговорност на ниту едно ниво во таа институција. Значи, министри се менувале, состојбата останувала иста. Поентата ми е многу едноставна. Министерката Мила мора да превземе сериозни чекори да ги среди таму состојбите, не само во мали групни домови, може и во кадрни, емпатични, изгрижувачки семејства кои може да водат грижа за ова ранлива категорија на деца. Тоа е во совршен свет. Во Македонија, за да постигнете капацитет во згрижувачко семејство да одговори на наталожени социјални ризици, вие треба да имате пензиониран психотерапевт кој што ќе рече да, јас од алтруистички побуди денеска се регистрирам и исполнувам стандарди за да бидам згрижувачко семејство. Не е тоа баш така едноставно. Но малите групни домови со екипирање семејства немаат капацитет да се грижат за деца. Затоа велам во А има ли сега мали групни домови?
еден во Кавадарци кој што колку може капацитетот мали? Таму се 5, ама затоа велам трансформација на овие институции. Првите извлекувања ќе бидат во мај и јуни 2018 година. Пак се враќаме дека тоа е излезот и дека јас нема да работам паушални работи, нема популизам да продавам што све тоа ние најдобро правиме за децата, туку да сме се зафатиле за деинституционализација и сме се зафатиле за минимум инкам во 2019 година, а првите вадења на деца од институција 2018. Што ќе добијат во малите групни домови? Како? Што ќе добијат во малите групни домови, освен што ќе биде помал колектив со помалку деца и со работа еден поблиску на до еден. некое семејство. Главно е дека малите групни работи домови еден на еден. да, специјализирани кој тоа ќе на работи еден на еден со нив. Ќе ви обяснам во детали, да. Специјализирани мали групни домови кои што се справуваат со оптеретени деца со социјални ризици, тоа значи дека еден не е проблемот, туку се повеќе наталожени проблеми, се работи по посебни протоколи со посебно специјализирани лица. Тоа е главниот проблем со кој што денес се соочувам. Утре ќе ги извадиме децата, но што? Кој е тој што ќе работи? Значи се работи на обука на кадар, на создавање на протокол, кој е психијатарот кој што работи, со која социјална служба плюс сме поврзани, кој е специјализираниот сервис во граѓански сектор кој што работи на интеграција во општеството. Тоа е еден круг кој што ние мора да го завртиме како социјален систем, за да може да дадеме соодветна услуга. Иначе мал групен дом, да, ќе го извлечеме и тоа е мал групен дом. Не. Значи тој треба да е специјализиран за одговор на ваков тип на на иста линија сме дека овие институции се трансформираат. Но во што? На кадарот. Кој е кадарот? Кој е кадар? Вие ќе имате кадар до мај 2018. Да, се специјализирани луѓе кои што се обучуваат сега во моментот? Да, кои што ќе добиваат обука специјализирана. Дел од вработените остануваат да работат, кои што се така понесогорени од оние кои што се вработените кои што веќе се вработени во овие институции како 25 мај ранка. Така е, и дел примање на нови кои што ќе внесат свежина во пристапувањето на проблемот, затоа што голем дел од луѓето кои што се вработени и во центрите и во институциите се свесни дека се согорени и со години тие ниту се дообучувани, ниту е работено со нив и тоа е само наталожувано и тука затвара. Може би е добро да се размислува во односи на како да се зајакнат и самозајакнат семејствата на овие жртви. Да. Затоа што навистина им е потребна поддршка. Треба превентивно да се делува. Ние знаеме дека најголемиот број на жртви се токму многодетните семејства, бездомните семејства, лица без лична документација. Може би во тој правец треба Министерството да размисла да се направат одредени програми, како да не дојдеме ние до ситуација да им се одзема родителското право поради злоупотреба, највеќе ради питачење, бидејќи сиромаштијата си го прави своето, да не се одземи родителското право, него превентивно да се делува, да се зајакнуваат родителите, со тоа може би помалку би имале ние работа во овие да, го споменавте питачењето, гледаме дека тоа уште се случува. Тука морам малку повеќе да се размислува како на кој начин да им се помогне на тие семејства. Она што го спомена Змијанац, како го нарече регрутен центар за малолетничка проституција, значи и трговија со деца. Тој посочува конкретно на вработените и во двата дома, дека се тие вклучени. Никогаш немало индиции за такво нешто. Има индиции, има сомнеш, значи треба да се направи истрага. Во таа истрага мора да биде партнер државата, значи да не се ги штити своите вработени. Може би не учествувале директно, ама подпомагале и поддржувале. И оно што сакам да кажам дека тие деца кога веќе биле жртви на сексуална злоупотреба, во Македонија не постои ни едно прифатилиште за деца жртви на сексуална злоупотреба за третирање на децата посттравматско после првите 48 часа. Значи тоа е нотирано во нашите извештаи до Комитетот за правата на детето и еве еден апел до министерката Мила да се формира еден ваков прифатен центар, независно за кој дете станува збор, дали во институција или во семејство. Значи нема прифатилиште за деца жртви на сексуална злоупотреба. И она што исто многу важно, јас немам информации како се водела постапката во истрагата со детето во докажување на стореното кривично дело сексуален или полов напад на малолетно дете под 14 години, кој по автоматизам се подведува под педофилија и кој по автоматизам сторителот треба да лежи и најмалку 14 години затвор. А во овој случај дури се знаат родители. Ако веќе имаме 8 сторители, се не казнат. Така. Значи тука има доста работа и секоја чест за МВР што успеала да ги процесира овие предмети, но немам информации како е водена истрагата.
затоа што е многу важно детето кога е жртва на сексуална злоупотреба да не се случува дополнителна стигма и виктимизација. Значи детето мора дали во тие истраги треба колку да се има вклучат значи уште едно патено прашање до министерката Мила, колку центрите социјални работи има специјални скрин соби каде што стручни лица ќе водат разговор со детето жртва на сексуална злоупотреба и при тоа ќе го документираат сексуалното насилство, дали преку цртежи, преку кукли, во тие скрин соби, во опуштена атмосфера, за да може тоа да биде како доказен материјал на судијата, да не дозволи судијата на главен претрес да биде детето испрашувано со осумничениот кој треба да биде подитно во притвор, никако да не биде на слобода, за да не врши притисок на детето да ја смени изјавата. Имало случаеви кога детето ја менувало изјавата под притисок, кога сторителите, односно осумничените се на слобода, дури имаше во гостиварскиот суд, каде што под притисок на одбраната, судијата дозволи од страна на адвокатот кој го бранеше осумничениот да биде детето соочено на главен претрес со неговиот татко. Ова се сите тие активности кои што се превзема за да нема ревиктимизација. Се зборуваме за конкретен случај. Велиме што е она кое што треба да се превземе, а не се превзема по однос на намалување на можноста децата да бидат одземени од родителите. Има родители од кои што тоа е невозможно да се спречи. Но најголем дел е проблем затоа што родителите се соочуваат во дадени моменти со сиромаштија и токму затоа се уште гледате дека имаме питачење. И јас не пристапувам кон одземање на родителско право, и тоа никој не смее да го прави, ниту еден министер, во момент кога вашата држава не одговара на сиромаштијата. Што значи тоа? Затоа минимум инкам и нов закон за социјална заштита е одговори на ова прашање. Ако ние го подигнеме нивото на социјални трансфери или финансии кон одредено семејство, а при тоа го обврземе да детето биде во градинка, да еден од родителите или двајцата се вклучат во одредени доквалификации, преквалификации, зелени работни места и така натаму, тогаш веќе системот може да каже да, ова семејство го имам под контрола и ми е во систем. Во моментов, ниту едно од тие семејства не може да се каже дека има одговор на неговото сам јас ве сослушав да ме дослушате ако може. Што значи дека минимум инкам или она социјална парична помош со надлинија на сиромаштија е едното прашање кога ме прашате што ќе направиме со овие сиромашни семејства кои што најчесто им биле порано во 2011-12 се тие одземања на родителски права, после не се случуваат веќе, сватиле дека тоа не е одговор на питањето во Македонија. Не е решение во ниту еден случај. Тоа сега се прави, што вие ќе правите? Минимум инкамот. Новиот закон за социјална заштита и сите пресметки што се прават сега во моментот се за во 2019 година да стартуваме со оваа шема на подигање на социјалната парична помош над линија на сиромаштија, а при тоа го вклучуваме семејството во активација. Тоа значи деца во дневен центар или во градинка, ако се основно во училиште или средно училиште, додатоци за образование и активација на двајцата родители или барем еден од родителите. Тоа е во ред како закон. Меѓутоа, кој тоа ќе го следи, како се спроведува, дали се спроведува, дали тие приматите? И сега центрите за социјална работа се одговорни, но таму е една хаотична состојба во која што признавате дека веројатно не си ја вршат. Има една добра поента, што ја кажа министерката Мила, што ми се допаѓа, иако мора да има тука многу работа, да се реши проблемот со сиромаштија, затоа што децата на улица или децата кои питачат или децата чиј труд се злоупотреба, дури и од нивните родители, каде што децата мора да заработуваат од 500 до 1000 денари на ден, тие добивката ја остваруваат родителите, значи екзистенцијата преку нивните деца. Многу често сме кажале дека дневните центри или во граѓански организации и државните не се решени на овој проблем, затоа што децата по 16 часот повторно се на улица, повторно питачат, продаваат, дребули и така натаму и така. Оно што мислам дека министерката треба да даде напори е да ги вклучи децата уште од рана детска возраст во градинка. Не да чека задолжително основно училиште, туку градинката да биде задолжително 3-та година, за да децата стекнат основни животни вештини, навики, образовни, воспитни, хигиенски и децата да бидат спремни за првиот чекор, бидејќи УНИЦЕФ има кампања првите 5 се најважни во свет, да не ги пропуштиме тие први 5, да ги регрутираме децата како питачи или некој да ги тргува и да исчезнат од мапата на Македонија, бидејќи има и доста деца без извод од матична книга на родените, кои се невидливи, така наречени фантоми. Вклучувајќи ги во градинка, ние ќе исклучиме децата на улица, ќе ги вклучиме на време во образованието и на тој начин ќе решиме сиромаштијата. Но, тука фалат бенефициски пакети, бидејќи градинките се пребукирани, паралелките се по 20, 25, 30, листата на чекање е долга, претежно имаат приоритет вработени. Овие сите ранливи категории, сиромашни,
претежно ромски семејства, може да само да сонуваат кога ќе стигнат во градинка да бидат вклучени за да можат да стартуваат на време во образование. Добро, во моментот или во однос на дискусијата на Драги, да се надорзам само. Многу е важно, овие дневни центри се важни, да речеме, во моментот, времени мерки. Меѓутоа, кога веќе постојат, тие треба да се лоцираат на местото на живење на тие семејства. Бидејќи таму тие имаат живеалишта, училиштата и градинките се блиску до нив, а и за граѓанскиот сектор како нас ќе бидат поблиску за да ги следиме и за да им помогнеме и ние за да може да се вклучат во образовниот процес и така тие деца не би се нашле повторно на улица. А вака дневниве центри некако се возат, се наместо дневните центри, ја ти фе кажи колку ромски семејства користат услуги во градинка и колку се спремни родителите од ромската популација да платат 1490 денари и услов да биде да влезат во листата без чекање. Точно е тоа дека кога, иако е партиципацијата минимална, символична, сепак кога семејствата нема, не може да платат, меѓутоа па затоа се тука и проекти кои одредени ама не треба државата се подпира на граѓански сектори на треба да се подпира. Но затоа можеби Министерството за труд и социјална политика треба да размислува и во однос на задолжително предучилишно образование, каде што сите деца ќе бидат вклучени и тоа ќе биде бесплатно. И тоа третата година. Мене ме прашате, можеби подобро беше основното задолжително да почне прво од предучилишно, па после да се оди понатака. Мене ме интересира да родителот не би имале проблеми. Чие девојче е одземено ова што навистина ја вознемири јавноста случајот е во Чичино село. И пред емисијата кога спомнав Чичино село, вашите реакции беа страшни. Што се случува во Чичино село? Па видете сега, Чичино село во минатото беше посебна приказна, затоа што ете ние во 2010-11 беше, откривме злоупотреба на малолетно девојче со трговија со луѓе, каде што преку Министерството за труд и социјална политика бездомните семејства времено беа таму згрижени. А кој го злоупотребуваше родителите таму? Не родителите, него одредена група која оперираше тогаш со трговија на деца и на луѓе и во соработка со одредени институции, тогаш и мисијата на ОПСЕ се вклучи, успеавме некако девојчето да го најдеме злоупотребувана негде во тетовските села и за жал повторно бремена. Сметам дека Чичино село, можеби министерката треба да размислува и за тоа Чичино село, затоа што локацијата не е соодветна, а и условите не се како што треба. Така да, за жал, имавме и тамо злоупотреба и едноставно семејствата, особено ромските семејства, не се чувствуваат безбедни тамо, затоа што, можеби затоа што, ете, општината во Сарајево, Чичино село, мнозинството се албанци, па можеби токму ради тоа не се чувствуваат безбедни, за жал. А и доста од нив и физички се малтретирани и тепани. Елена? Да, го слушам разговорот и размислувам затоа што се фокусиравме на тоа дека децата треба да отидат во градинка, да отидат во школа, да бидат обавезно, во дневни центри и во се. Мораме да се вратиме на одговорноста на родителите, во смисла и не одговорноста, туку нивната неедуцираност за ред работи. Не зборувам само за ромските семејства, зборувам генерално, затоа што има тенденција на не само незаинтересираност на родителите, неинформираност за ред случувања заради, нема да навлагам кои причини, дека можеби треба малце да се фокусираме и на родителите. За да и на родителите од една страна, како оние каде што е детето, а од друга страна и на образовните институции, затоа што сите овие деца кои што се згрижани во домовите посетуваат училишта, треба да посетуваат училишта. Значи таму има исто така наставници, стручни тимови кои што треба да препознаат дете кое што е нешто му се случува, да, не мора да е сексуално, било како. Истражувањето кое што го правевме ние минатата година, се надевам дека финалната публикација ќе биде готова март, па ќе ги промовираме и официјално резултатите, на жал покажуваат за комплетна неинформираност и неедуцираност на образовниот кадар, на наставниците и
педагошко-психолошката служба во училиштата. Може би и не грижа. Не информирано, значи тие едноставно не ги познаваат закон, затоа што студијата беше, целта на студијата е да се види системот на постапување од превенција до нели да препознаат, мислите, до казната, до крај, така да почнавме и со здравствените работници и образовните институции и центрите за социјална работа и инспекторите за малолетничка деликвенција, нели судови, јавни обвинители. Се должи ли тоа и во вашето истражување и на дискриминација? Спомнуваме тука дека многу често се деца и во домот, и во самиот дом 25 мај, 2/3 од децата да, значи самото истражување, пошто имаше еден таков мал сегмент, може да се приматат стереотипите и предрасудите кај образовниот профил, кај луѓето од образовниот систем. Значи наставници, психолошко-педагошка служба не сме да има. Нормално сите сме ние луѓе, сите имаме по некоја предрасуда, но никога таа не сме на ни влие кога работиме професионално и кога треба да заштитиме некого. Но очигледно влие. Да шанса не само на министерката, да, тоа е еден исто така проблем со кој дали вие имате некаков план да се справите? Така, од целава дискусија која што се одвиваше тука, сите треба да се согласиме дека едноставно имаме еден систем кој што во моментов не одговара соодветно на никаков тип на насилство врз било која група. Токму затоа дел од програмата на владата е и ратификацијата и создавање на специјализирани сервиси за одговор на насилство кои што се по стандард и согласно број на население. Дали тоа значи дека сосема ќе ги реформирате центрите за социјална работа? Бидејќи на крај многу често тука завршува. Центрите за социјална работа од целиот систем, ако ја видите конвенцијата, плановите, законите, е само едно парче. Елена зборуваше за образование, за училишта, за стручни тимови во сосема друга институција, кој што е надвор од Центра социјална работа. Да, училиштата не се. Лјатива зборуваше за услуги, како Чижино село, кои што се за солништа. Зборуваме за граѓански организации, кои што исто така во даден момент треба да постапуваат побучно ли потивко. Но целиот систем, едноставно не здравствени институции кои што треба да препознаат и да алармираат. Во овој случај конкретно постапува едниот алка, ЦСР МТСП, постапува втората алка, МВР, не постапува третата алка. Се праќа во вода. Се пропаѓа во вода. Овде ако училиште не постапува, ЦСР цело време алармира, да речеме во втор случај, повторно нема да даде ефект. Значи станува збор за системско решавање, посветеност на сите институции до една институција, сите ЦСР, нови да ги донесеме. Никој од постоечките, да ги увеземе од Шведска, нема да се справат ако не постапат следните инстанции, затоа што секоја институција има одговорност до овде, но следната треба исто посветено да ја превземе од тој чекор па натам. Така да навистина ова е сеопфатен систем, затоа што инаку не само ќе карикираме, ќе го искривуваме системот од ова или она страна, но сите заедно посветено да затоа е ратификувана конвенцијата, за да сите имаме обврска за 5 години Македонија да биде спремна за одговор на секаков тип на насилство. Министерка, не можеме да чекаме 5 години, мора да има итни мерки во моментот. Она претходно што го зборував за сервисите, го мислам од преска, сакам да ве прашам. Ке воспоставуваме, знаеме дека тоа е време, процес на обуки, на се, но ако ова му се случи, односно сексуален напад се случи на дете од непознат сторител, на дете кое што расте во семејство кое што може финансиски да си дозволи терапевт и психијатар, ќе биде третирано од следниот ден. Значи повторно ние имаме одреден број, можеби е тој мал број на луѓе, но имаме стручен кадар кој што може да работи со овие деца. Прашањето е како тие да бидат достапни додека не се воведе ова што вие го зборувате и планирате 2018, добро сега сме 2019-2020. Да. Сега министерката ќе мораме да направиме мала пауза, а потоа ќе поверете. Значи дека итни мерки се превземаат и сами сте сведоци. И сме дел од целава оваа работа која што ја правиме. Прво и основно се рестартираа сите уништени шелтер центри за жртви на семено насилство. За семеното насилство ќе зборуваме во вториот. Но исто така се отвара шелтер центар за сексуално насилство и 3 интервентни центри во здравство
за сексуално насилство. Што значи не е дека не се превзема итно, но и тоа итно, ако се изгуби во оваа папазјанија на неодговорност на никој, нема да го добиеме ефектот. Затоа да одиме системски, одговорно, а интервентните мерки и сега се прават и сами сте свесни и веќе ги кажеме после во делот на насилство врз жени и девојчиња. Тука ќе направиме една куса пауза за реклами и се враќаме на дебатата. Продолжуваме со дебатата, таа траеше и за време на рекламите. Навистина ова се големи проблеми и јавноста навистина е вознемирена од ова што се откри, трае и очигледно со години нема решение насилството врз децата и семејното насилство. Змијанац имаше да додаде околу згрижувањето на... Кога не функционира системот, најчесто во генерално зборам, одговорноста ја префрламе кај родителите. И нормално родителите се најважни во правилен раст и развој на децата. Но не сите родители се кадрни, капацитетни и едуцирани во таа позиција да можат да бидат одговорни како родители. Во овој случај со детето кое било силувано 9 пати, било одземено родителското право. Значи, имало неодговорно родителство, поради питачење, занемарување и така натаму, и било одземено родителското право. Сега, тука е нормално прашање дали ова дете 9 пати би било подведувано, силувано и злоупотребувано ако станале кај неодговорни родители и како резултат на неодговорни родители се одзема родителското право, се упатува во регрутниот центар 25 мај и таму девојчето исчезнува многу пати на непознат правец со изговор дека децата имаат право на слободно... Вие рековте веќе во емисијата, ја реков дека има основен сомнеш натрешните структури мора да знаат каде се движат и со кого се движат и во кој правец се движат децата. Ако ништо друго молчеле, знаејќи дека тука не сме само да ве предилите. Уште малце. Сега. Молчење, да не ги обвинуваме за нешто што системот не работи. Не дека исчезнувало. Со детали на неговото сведочење, значи МТСП, ЦСР, институцијата до МВР испраќа детално што кажува девојчето во прва изјава. Тоа се евидентирано во сите 9 изјави. Така е, и тоа е многу битно дека не се молчи дека МВР има добар извештај. Така е. Дури да не е старателот, во домот работат и други одговорни лица. Така е, и сите тие заедно посведочуваат дека ова се случувало, девојчето го кажува, има друг орган за прогон, ве молиме, спроведете ја постапката. А како е водена постапката, за тоа може друг пат да зборуваме. А може да зборуваме и со колегите од Центри за социјална работа, кои што сведочат дека не се водат постапките согласно конвенцијата за ревиктимизација. Дали еднаш во центарот, па дали еднаш во полициска станица, па дали еднаш во суд. Со присуство на сите, но не најмногу треба да дадат 2 изјави, најмногу, и тоа е толку. Сега. Но ништо тоа не е. Само да кажам, ако решение за 25 мај на неодговорно родителство, земање родителско право, неупатување од 25 мај, ќе го реши групниот дом проблемот со занемарување, злостување, сексуална злоупотреба на деца кога ги упатиме во групниот дом? Да, апсолутно. Значи тоа не е гаранција? Намали, не, гаранција не постои во 100% ни во скандинавски држави кои што имаат развиен социјален систем. Зборуваме за намалување на ризикот од исчезнување, грабнување, самостојно напуштање, затоа што кога имаме работа еден на еден на стручно лице, обучено да одговори на социјалните проблеми со кои што се соочува едно мало дете, кое што е кревко и доживеало многу работи, тогаш тоа лице го води, следи кога отишло на училиште, се вратило, што се случувало на училиште. Сега имате еден воспитувач на 10 деца, кој што, да, слушнал денеска што се случувало или не. Детето избегало низ прозор, низ врата, не се вратило, пријавило и тука завршува интервенцијата. Кога е група од 5, добиваат семејна динамика, а вие знаете како некој кој што работи со деца, што значи семејната динамика за едно дете, дека тогаш поврзаноста е поголема и немаме колективна одговорност, индивидуална. Што ќе правиме со 25 мај, ќе го трансформираме како институција? Ќе го трансформираме, ќе го направиме друг облик на услуга кој што на Македонија многу услуги фалат. 125 мај без никаков проблем со
зградата, ако ме прашувате. Инаку 25 мај како колективна стамбена заедница не сме да постои. Мора да се трансформира во мали, специализирани за одговор на мал број деца кои што се соочуваат со наталожен број на социјални проблеми. Добро, дадовте рок мај 2018. Првите излези, трансформацијата до мај 2018 година на ниедна институција не се случила и тоа би било карикирање од моја страна. Првите излегувања во мали групни домови на овој број 42 деца ќе почне во мај 2018 година. Уште една трагедија вчера ја потреса јавноста. Во Кочани жена беше претепана брутално до смрт од својот сопруг. Беше претепана и нејзината 22 годишна ќерка која се обидела да ја одбрани, а малолетниот син се спасил само зашто успеал да избега кај соседите. Ова е само последен случај на семејно насилство, а го дознавме бидејќи трагично имаше крвав епилог. Сања Јовановиќ Дамјановска го истражуваше насилството врз жените. Неиспеглена кошула или недоволно солен ручек. Причината за насилие може да биде банална. Насилникот е во најголемиот број случаи под дејство на алкохол, а жената со години ги трпи сите навреди или физички удари, бидејќи тој е маж, глава на семејството. Се извинуваш и рече дека никогаш повеќе нема да се повтори. Меѓутоа работите се повторија по неколку дена. Ке се наљутев, ке му речев, ке те оставам, не можам веќе. Добро, ке ме видиш дека сум на крај, дека викам, дека лексилиум и пијам со години, од утре ништо не ти изборам, ништо не ти правам. Тоа траеше 2-3 дена. Видеото е превземено од невладината ЕСЕ. Пренесува сведоштво кое досега многу пати слушнато и прираскажано. Многу од деталите се исти, дури и чувството на жртвата дека вината е нејзина. Се обидов да кажам на многу блиска моја пријателка, меѓутоа таа не ми веруваше. Мислеше дека така ми се причинува бидејќи тој беше типичен пример на класичен домаќин, на стар домаќин. Токму таквите домаќини, како што пријателката на жртвата го доживеала нејзиниот сопруг, инаку насилник, се многу често причината поради која кризниот центар кој овозможува привремено сместување е речиси секогаш полн. Излезе за жртвите и нивните деца, бидејќи во него може да останат до 48 часа. Во кризниот центар доаѓале баш со тешки телесни, искршена рака, нога, видливи големи модринки, со отоци, не е само шлаканицата. Во кризниот центар доаѓаат кога насилството е на врвот, кога или се истепани или се избркани надвор од станот заедно со децата. Одлучуваат да побараат помош тогаш кога нивното тело не може да издржи ни еден удар повеќе и кога не име веќе грижа за угледот кој претходно со години грижливо го негувале. Најчесто е срамотот од средината, од околината. Да излезеш и да кажеш дека си малтретирана, па што ќе кажат сите околу. Затоа може би и во руралните средини поредки се повиците затоа што им е срам да излезат и да пријават, да кажат дека постои насилство. Иако пак во руралните многу често и се знае каде и што како се случува по семејствата. Многу често помош не доаѓа ни од најблиските, родителите. Сама си го бираше ќерко е најчестата реченица. Од тука истражувањата може да идентификуваат многу причини за семејното насилство и неговото прикривање, но основните се длабоко вкоренетите патриархални норми. Секоја втора жена се согласува со мислењето на својот партнер, дури во ситуација кога тоа не е нејзино мислење. Секоја трета жена смета дека е должност да води љубов во бракот. Исто така беше загрижувачки дека секоја четврта жена сметаше дека во одредени ситуации го оправдуваше и физичкото насилство. Во патриархално општество како нашето насилството останува меѓу зидовите на станот, зад заклучена врата на која никој не тропнува за да го спречи и пријави ова неприфатливо однесување. Соодветна реакција според невладините нема ни од надлежните институции. Центрите за социјална работа и полицијата многу често не поднесуваат предлози за привремени мерки за заштита од семејно насилство, за потоа судот да ги изрече. Реакцијата кај нас на институциите се случува најчесто кога ќе имаме фатални последици, кога ќе имаме убиство како резултат на семејно насилство, кога ќе имаме тешки телесни повреди како резултат на семејно насилство. Нас ни се случува дури и во една кривична постапка, кога имаме кривични пријави поднесени за процесуирање на сторени дејствија за семејно насилство, дури 44% да во текот на постапката овие бидат отфрлени. Односно, тоа значи дека самата жртва во најголем дел го повлекла предлогот за кривично гонење. Работите не одат во вистинска насока дури и за оние кои почеле судска постапка.
Казните за сторителите се исклучително благи, па така и во случај на тешки телесни повреди се изрекуваат условни осуди. Во ваква ситуација Велигелевска не треба да не зачудува податокот дека само во последните 2 години имало 19 случаи на убиства при семејно насилство. Посебен проблем е и отсуството на сместувачки капацитети. Невладините предупредуваат дека од поранешните 7 шелтер центри во кои жртвите може да останат до 8 месеци, сега се останати само 4. Димушевска, вие ја водите или националната мрежа за борба против насилство и семејно насилство и насилство во жените. Дали има некакви нови податоци? Што се случи? Ова убиство во Кочани го карактеризиравте како фемицид? Да, ово убиство во Кочани го карактеризиравме како фемицид. Пробуваме веќе во последниве години да го актуализираме терминот фемицид, кој што во Европа па и пошироко доста често веќе се користи. Фемицид е убиство на жена затоа што е жена и најчесто се случува од страна на, односно сторително убиство, тоа е актуелен или бивш партнер или друг машки член на семејството. Поретко може да биде и женски член на семејството, но повторно се фокусираме на тоа дека жената е убиена само затоа што е жена и затоа што некој решил дека таа треба да Дали се во убиена. Има ние каква е состојбата со овие убиства? Правивме анализа чии што наоди треба да бидат исто така објавени до крајот на овој месец. Малку целиот процес одеше тешко затоа што во Македонија фемицид не се користи како термин. Ние генерално со статистиката и статистичките податоци сме на меѓутоа состојбата тешко се идентификува затоа што за да направите анализа треба да ги соберете податоците. А ние не можевме да собереме првично податоци на убиства на жени затоа што како такви не се водат. Ние имаме број, на пример, имаме број на убиени жени. Нашиот период на анализа беше 2008-2016. Имаме број на убиени жени о 70, но за да го класифицираме како фемицид, треба да знаеме кој е сторителот. Таа статистика не се води. Така да ние пешки, така кажано, едно по едно, од медиумски известувања, ги идентификувавме случаевите, успеавме да идентификуваме 54 и тие случаи ги анализиравме. Значи, од 70, 54 се убиени заради жени? Не, од 70 ние 54 и ги идентификувавме кои се жените кои што се убиени, за да можеме да видиме кој ги убил. Уште трае истражувањето. Не, завршено е. Значи, сакам да кажам дека не можевме сите 70 жени да ги идентификуваме, за да можеме да видиме кој е сторителот. Од овие 54, во 51 случај, сторител е актуелен или бивши партнер, или интимен партнер, со кој што не живеела заедно. Повеќе од 75% од случајните убиства се случајни во домот. Заедничкиот дом каде што живееле, доколку е актуелен партнер, доколку е бивши партнер во домот на родителите на жртвата, значи нели по разделбата. И најчесто доаѓа бажот и прави. Генералниот заклучок е дека жените се најнебезбедни во својот дом. Шиковска, слушнавме и од прилогот како има ли шелтери видовме дека има дневни, меѓутоа има ли доволно шелтери, значи згрижувачки центри за жените жртви на семејно? Па мислам дека нема доволно и би требало да се поработи во односи на тој проблем каде што жените жртви би биле згрижувани затоа што кој ги отвара? Невладиниот сектор се занимава со тоа или државата? Па мислам дека Министерството за труд и социјална политика во минатото мислам дека имаше низ регионот на Македонија, мислам дека и во Скопје дека имаше еден или два, не сум сигурна, каде што беа под Министерството за труд и социјална политика и еден шелтер од страна на граѓанска организација. Не, постоја порано 3 шелтери од страна на граѓански организации, едниот е затворен, останатите 2, односно кризниот центар кој што го видовме сега во прилогот и уште еден шелтер кој што обезбедува подолгорочно сместување, значи кризниот обезбедува до 48 часа, се во моментот функционални од септември 2017 затоа што поголемиот дел од потребните финансии ги добиваат со поддршка на Министерството за труд и социјална политика. Предходно не беа одржливи поради тоа што зависеа од проект и сега кога има проект функционираат, кога нема проект не функционираат затоа што секое сместување на жена сноси
носи трошоци Тие само се по себе. недоволни, претпоставувам, според Како бројките што капацитет се кажувате. недоволни затоа што овие два шелтери имаат капацитет од 9 кревети, ако не се лажам, 9 или 10 кревети и дополнително се за тоа министерката дека каже после уште 4 колку време може државни. да останат во шелтерот? Во шелтерот може да остане до 6 месеци, со тоа што најчесто ретко која жена останува толку долго. Идејата со шелтерот е нели да ја обезбеди покрај сигурност и безбедност, да ја обезбеди психосоцијална помош и поддршка, да ја помогне во процесот на наоѓање работа, на повторна нели реактивација во општеството и ресоциализација, да. Какво е и вашето искуство? Имате ли прашање за Министерството? Имаме семејното наследство кај нас е зголемено, меѓу првите 5 дојави на СОС телефонот, каде што децата или нивните најблиски делуваат за семени караници или ситуации во семејството кај што децата исто така трпат насилство. Еве самата информација што ја пренесовте од Кочани има двојност во која треба да се фокусираме. Вели претепана брутално до смрт жена и ранета ќерка. Значи тука имаме насилник маж, но и насилник татко. Така. Другото дете само значи, побегнало. Кога имаме насилник маж, многу често кога жената трпи насилство, веројатно не само децата и целото семејство трпат насилство од насилник маж, татко, може да е вујко, чичко. Значи во тоа семејство целото семејство, нормално жената е најмногу малтретирана, но децата кога гледаат како доживуваат насилство нивните родители, во поголем број случаи жените, секако тоа е доста травматично и треба да се работи со нив. Она што мене ме интересира, за кој јас сакам да поставам тука прашање, кога жената и детето директно или индиректно се жртви на семејно насилство, кој се отстранува од домот? Насилникот или семејството, односно жртвите? Во овој случај ќерката и жената. И дали треба да се работи паралелно во хармонизација на односите со насилниците, затоа што многу често насилниците сакаат дополнително да се одмаздуваат на поранешните сопруги, жртви ги бараат по шелтерите центри и така натаму вршат дополнителен притисок. Да, затоа и се тајни најчесто локациите на како да се работи со тој насилник во неговата трансформација да се воспостави можност за меѓусебно помирување и ова ме интересира исто до министерката престапување во брак. Дали постојат така наречени институции предбрачни советувалишта? Како институција многу важна за да знаат брачните партнери што ги чека во една брачна заедница, посебно со раѓањето на децата. И уште нешто, дали малку време имаме до крај. Ако нека се размисла за следната тема, дали постојат исто така советувалишта, колку се травматични последици децата трпат од разводите по основ на семејно насилство кај поранешните брачни партнери, кои не може да воспостават конструктивни, функционални родителски односи како резултат на омраза, проневера или не знам што уште. Што ќе направи министерството? Сега само нешто да го прашам господинот, да Змијана да искоментирам во однос на помирување после семејно насилство. Не, работа со насилникот и со жртвата. А зашто помирување? Евентуално да се воспостават критериуми како можност за таа жена утре да не доживее повторно семејно насилство кога се врати дома. Да се даде гаранција што после напуштање. Тоа е работа со жртвата за јакнување на незините капацитети за самостоен живот, а при тоа мажот можеме само санкции да му санкции, ама да не се повтори делото. Да не се повтори санкции за Господјо Царовска, што планира тука министерството? Прашавте за шелтрите, за засолништата, за системот и одговорот на прашање така. Дали е доволно? Не е доволно, затоа што во конвенцијата е јасно укажано дека за територија на Македонија се потребни 25 засолништа. Дали ќе ги отвори министерството? Да, прво и основно не само што дали понатамо ќе ги отвори, туку уште во 2017 година тоа го покажавме на дело. Ги рестартиравме 4 национални, кои што ги обврзавме да склучат меморандуми со социјални партнери на локално ниво граѓански организации, затоа што потребен е целиот капацитет на општината. Граѓански пак Не, тие се државни, тие се во управување на центрите. Без партнерство е невозможен центар за социјална работа да обслужи се. Така да целиот
целиот систем оди кон партнерство, да не ги исклучуваме граѓанските организации и како ќе ги гледаме повеќе активни во давање на услуги со стандарди и протоколи. Дополнително Министерството за прв пат обезбеди континуирано финансирање на во Скопскиот регион, и тоа е шелтер центар, кризен центар 24 часа, 48 часа, психолошко советувалиште и SOS линија. И цел овој пакет Министерството го финансираше во 2017 и во 2018 навремено го објави повикот за континуирано финансирање. Така тоа се работи кои што се направени во делот на засолништа, а имаме апсолутно уште многу за отварање засолништа. Дополнително се отвара шелтер центар за силување и 3 кризни интервентни центри во здравствените установи кога се појавува жртва на сексуално насилство или силување. Она кој што го зборуваме дека треба да се работи со насилниците, апсолутно мора да се работи со насилниците. Има програми, психијатриската клиника беше обучувана во претходниот период. Да, но многу често се неказнети, доколку се разбира санкции и казни да, но економско јакнење да жената не треба да се врати ако нема можност Вака сега да не се нафрламе само со паушални моменти. Овде зборуваме за зборуваме за работа со насилници, зборуваме за казна нивна, зборуваме за економско јакнење, за и психолошко советување. Значи, така да не се расфрламе со термини затоа што граѓаните тешко ќе не фатат. Да зборуваме за тоа дека со насилниците има стандардизирана програма за работа, нема квалификуван кадар доволен кој што работи со нив. Значи, работа со насилници во Македонија не се случува и јасно треба да ни биде дека не се работи на тоа. И тоа ни донесува до повторно случување на насилство врз иста или следна жртва од насилникот. Кој се извлекува од домот, се извлекува сторителот по закон, независно од сопственоста, но каде го носиме сторителот, немаме, значи да не го карикираме системот кој што да по закон е даден, затоа што свесни сме што во претходниот период се случуваше, тоа беше носење на закони без системска поддршка. Ние тоа не го правиме. Да, законот го утврдува тоа, но ако вие го извлечете насилникот од домот и го оставите на улица, само очекувајте кога во наредните 24 часа ќе се врати, ќе го запали станот, ќе ги убие децата и жената. Значи тоа не се случува и нема да се случува извлекување на сторителот во истиот момент од домот, затоа што ќе даде само уште попоразителни факти, но жртвата да и обезбедуваме просторче во моментот во кој што заедно со децата може да биде сместена, но привремено за да може да се јакне и да се извлече од ризикот. Но треба системов цел. Така затоа конвенцијата значи останува и многу работа да и со семејствата да се трнат сите стереотипи и да се охрабрат жртвите да побараат помош. Ако не се заакне жртвата за самостоен економски живот и се врати повторно кај сторителот, немаме мултидисциплинирање на семено насилство. Ви благодарам на сите за учеството во емисијата. Овде е крајот на вечерашната топ тема на ваша страна. Останете со Телма, имајте пријатна вечер.